кажи и направи нешто добро за Македонија. Градоначалникот на општина Сопиште Стефче Трпковски изврши увид во градежните работи во општина Сопиште. Во изминатиот период во Сопиште се асфалтирани 5 локални улици, но и локални патишта кои поврзуваат повеќе села. Заврши асфалтирањето на локалниот пат кој ги поврзува селата Долно Соње, Чифлик, Барово и Света Петка. Асфалтиран е и локалниот пат кој води до селото Држилово. Во моментов се работи на улица 6 во Горно Соње и улица 10 во Сопиште. Ке се започне и со асфалтирање на регионалниот пат. Градежната сезона во општина Сопиште за 2016 година ја заокружуваме со многу локални патишта кои што ги асфалтиравме. Се работи за 5 локални улици со асфалтирање на нивните краци. Потоа дополнително асфалтиравме два локални патишта кои што поврзуваат повеќе села. Заклучно со денешниот ден го завршуваме асфалтирањето на локалниот пат кој што ги поврзува населените места Долно Соње, Чифлик, Барово и Света Петка. Се работи за локален пат кој што го користат повеќе од 2000 жители, локален пат кој што посебен пат бил саниран, односно целосно асфалтиран пред повеќе од 50 години. Претходно го асфалтиравме и локалниот пат кој што води до село Држилово, кој што брои некаде околу 700 жители. Должината на овој локален пат е 3 километри. Во моментов се работат на уште дополнителни две локални улици, улица 6 во Горно Соње и улица 10 во Сопиште. Во периодот кој што доаѓа, локалната самоуправа заедно во соработка со јавното претпријатие за државни патишта ќе започне со асфалтирање на регионалниот пат кој што ги поврзува населените места Говрлево, Долно Соње, Горно Соње, Сопиште со населбата Припор која што спаѓа во соседна општина Кисела Вода. Се работи за регионален пат во вкупна должина од 12 километри, но пред да почнеме со асфалтирањето, претходно локалната самоуправа на општина Сопиште ќе треба да ги заврши инфраструктурните објекти, односно водоводот Патишка река и други инфраструктурни инсталации кои што се поставуваат во соработка со ЕВН, за да го избегнеме онај момент кога ќе треба повторно да се отвара ровови покрај самиот регионален пат. Асфалтирањето на тој регионален пат од овие причини ќе биде поделен во 3 фази. Првата фаза е од населено место Говрлево до населено место Долно Соње. Втората фаза ќе биде од населено место Сопиште до Кисела Вода и крајна трета фаза ќе биде од населено место Долно Соње до населено место Сопиште. Новоизградениот локален пат Долно Соње Света Петка има должина од 2,5 километри и приближно ширина од 4 метри. На поголемиот дел од трасата целосно е изваден асфалтот, ставена е нова подлога и ставен е нов квалитетен асфалт. Патот претходно беше во многу лоша состојба, истиот се реконструира дури по 50 години. Овој пат е од големо значење за граѓаните од село Чифлик, но би ги спомнал и за двете села Барово и Света Петка, кој е од големо значење за животот во ова место. Зашто, како што знаеме, без пат, луѓето можат и да почнуваат да се иселуваат, но благодарение на асфалтирањето на овој пат е подобрена инфраструктурата и тоа. До сега имаше ли пат селото? Пат имаше, но асфалтиран беше негде пред 45 до 50 години и патот беше во катастрофална состојба, но сега направено е феноменално. Со овој пат нас ни е отворено и перспективата на животот за младите, за сите генерации што ќе дојдат понатаму. Од Сопиште па до најпоследното село таму што живеат, ние сега немаме што да се жалиме. И уште водата да ни дојде и животот уопште на Сопиште ќе се подобри и не ни треба више нас ни да се селиме ни ништо. Комплетно се реализира. Каква беше инфраструктурата до сега? Во вашето село и воопшто во општината? Катастрофа. Катастрофа. Секоја година пропаѓаше асфалтот.
колите, автобусите што одат. Сега ова нас стварно ни дојде една подобрување на живота, што можеме стварно да кажеме дека може да се живее више на овај крај. Асфалтиран е и локалниот пат кој води до село Држилово. Должината на овој пат е 3 километри. Оштетеноста на коловозот во минатото представуваше главна причина за отежнат сообраќај и намалување на безбедноста на граѓаните. Ова беше најголем проблем на граѓаните. Граѓаните овој пат го бараа подолго време. Село Држилово брои 700 жители. Жителите се претежно од турска националност. Разговаравме со Бејадин Салиевски од ова села. Нешто повеќе за село Држилово. Колку жители брои, како живеете тука, каков е животот тука, со што се занимаваат жителите? Па нашето село е планинско село, ние занимацијата некој имаме сега како почна јавниот превоз пред неколку години со тоа да мора учениците да одат во школа и тога е почна јавен превоз во Држилово да доаѓа. И имаме некои вработени, ама тоа е многу мал број. Имаме некои со овци што се занимаваат, се занимаваме и со земјоделие, значи од се по нешто се занимаваме селото и така обстануваме овдека во селово. Иначе сме негде измеѓу 600 и 700 жители е село. Локалниот пат порано беше многу лош. Ние ги испокршивме колите со овој пат. Пред ова беше направен, можда да не речам 50 на години наназад кога бил правен, ја не знам, не го памтам ја кога е правен. Беше многу лош, беше дупка на дупка, не можеме ни со прво да искочуваме, беше ептен беше за санирање и затоа тој асфалт го тргнаа целосно и го пошлунчија поново патот и е ставен нов асфалт, зашто тој не беше за никакво реновирање, тој стариот асфалт, беше начисто многу раскашен, беше од реката од раскрсница за Патишка река и до Равде е 3 километри до Центаров, ама и мимо тие 3 километри како што гледате и Центаров е асфалтиран и овдека е асфалтиран од уличка до уличка низ селово за да не влегува вода да го ископува патот, а во ширина е од 3,5 метри е асфалтиран патот. Асфалтирањето на овие улици беше во септември и октомври овој месец. Активно се работеше на многу локации во општината. Оваа есен временските услови беа погодни за градежни активности. Голем дел од граѓаните живеат овде и многу често ги користат овие патишта. Со овие инвестиции на жителите им се овозможува полесен и побрз пристап на жителите до градот Скопје, но и на сите оние што сакаат да ги посетат овие населени места. Кажи и направи нешто добро за Македонија.